Почитувани представници на медиумите, денес во пресред на одржувањето на лидерската средба во клубот на пратениците заседаваше извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, при што донесе одлука да го овласти председателот на ВМРО-ДПМН професор доктор Христијан Мицкоски да ги афирмира и одбрани следните позиции. Поаѓајќи од националните и државните интереси и запазувајќи го мислењето на огромното мнозинство на граѓани во државата, уставни измени под диктат и во околности кои се поразителни за Македонија не смее да има. Носењето на уставни измени во состојба кога е нападнат националниот и државен идентитет на македонскиот народ, кога се оспорува јазикот, историјата и културата, не е никаков чекор напред, туку отварање на вратата за нови поразителни условувања и себе одрекување. Македонија токму поради лесните отстапки до сега и штетните политики на власта е веќе во изолација. Измама е тезата дека на оваа лидерска средба се одлучува за интеграција или за изолација. На оваа лидерска средба се одлучува или за уставни измени и национални порази, или за одбрана на националното достоинство и националните и државните интереси. За ваквата подредена состојба на државата е виновна криминализираната власт на ДУИ и СДСМ. Македонските граѓани од секогаш силно ја поддржувале и ќе продолжат да ја поддржуваат европската интеграција на Македонија. Но тоа не треба да прерасне во понижувачки процес за прифаќање на диктати, туку процес на прифаќање и почитување на вредностите и создавање на национално единство. Од тука, извршниот комитет на ВМРО-ДПМН во името на огромно мнозинство македонски граѓани бара фер шанс, иста каква што ја има останатите народи и држави од Централна и Источна Европа кога пристапуваа кон Европската унија. Ви благодарам, дали имате некои прашања? Јасно е дека станувате цврсто против уставните измени. Јас ќе го поставам прашањето што вие го поставувате. Што по неуспешните уставни измени? Прво, повеќе од половина година слушаме разни шпекулации за тоа дали има или нема мнозинство во собранието. Тоа што очигледно е дека владата уште пред една година кога го прифати овој предлог кој што бари исполнување на услови за кој што го нема потребното мнозинство. Значи, следниот чекор што треба да се случи, доколку владата мисли дека тоа е добриот план, е овие амандмани кои што ги подготвува во една затворена работна група да ги достават до собранието, па да видиме дали постои тоа мнозинство. Очигледно е дека нема мнозинство. Следниот чекор по овој капитален неуспех кој што ја стави Македонија во подредена состојба, овој процес на попуслива надворешна политика кој што е континуитет на владењето на ДУИ на СДСМ во последните 6 години е предвремени парламентарни избори. Сите да ја понудиме својата алтернатива за како ќе се поспеши европската интеграција, дали преку попуслива надворешна политика од страна на едниот блок или преку надворешна политика кој што гарантира известност врз основа на принципи, најдобар одговор на тоа граѓаните ќе ни го дадат на тие две алтернативи преку одржување на предвремени парламентарни избори. Така да тоа е очигледниот излез на оваа криза, на овој ќорсокак кој што го создаде актуелната влада на ДУИ, поддржана од СДСМ. Што ќе се разговара на средбата, најдобро ќе ви одговорат самите лидери кои што верувам дека по средбата ќе ви дадат изјави, но тоа што е неизбежно е дека секако прашањето за предвремени парламентарни избори ќе мора да биде една од темите кои што ќе се дискутира помеѓу двајцата лидери. Благодарам.